Добро вечер. На 16 февруари годинава одлуката на судот во Страсбур да ги прогласи апликациите за несоодветни, се однесува на барањето за помилувањето од председателот Ѓорги Иванов. Председателот Стево Пендаровски, поздравувајќи одлуката на судот, ке изјави: тоа е шанса судските процеси дома да продолжат до нивната конечна завршница, при што ќе бидат искористени сите домашни правни средства. 8 месеци подоцна, веројатно, председателот воопшто и не знаел дека ќе се најде во ситуација во која тој ќе стане средство кој ќе го удри печатот на една политички мотивирана авантура на властите кои со измените на кривичниот законник ги соборија одредбите во членот 353 и сега формулацијата би гласела: зошто Страсбур да ги прекине предметите кога можеме да ги уништиме ние дома? Разочарувањето на упатената јавност, на невладиниот сектор, кој што во председателот сепак гледа морален авторитет или некој кој што има должност да биде морален компас и да се обиде сепак да арбитрира во прилог на јавниот интерес, се непријатно изненадени дека додека ги пишуваа соопштенијата со молба председателот да не го потпише указот на измените на кривичниот законник, тој веќе тоа го стори. Председателот можеше да избере да потпише кога ќе мора. Председателот имаше шанса да остави простор за малку подолг притисок на граѓанските организации, експертите и јавноста кон парламентот, обидувајќи се да го врати законот назад, а и зошто да не, закон изгласан со 48 со вето на председателот би морал да биде гласан со 61. Ако ништо друго, ќе видевме дали е тоа шверцување во четврток попладне и со 48 гласа за и експресно потпишување, денеска многу повеќе размислуваме дали операцијата Триумф почнува да се одработува ни сценарио Б, кој почнува на Н, а треба да ги упропасти сите предмети кои почнуваа на Т. Дали председателот всушност одбира со вакво експресно решение да и намигнува на Бихачка и на Мала Речица, очекувајќи номинација за трета председателска номинација, и дали со тоа всушност го губи сопственото ДДВ, а тоа е довербата на оној круг кој може би не би гласал за СДСМ, но во председателот сепак гледал авторитет кој што секогаш ќе го проценува јавниот интерес и кога ќе потпишува, најпрвен ќе ги одмери штетите или последиците кои еден закон може директно да ги донесе. Вечерва на интервју со председателот Стево Пендаровски ќе разговараме и за други теми, делумно поврзани со овие правосудни калварии, но и некои други кои веројатно ќе бараат одговори од председателот како тој, дури во делови во кои нема ингеренции, гледа за некои процеси. Председателе, добро вечер. Добро вечер. Добро дојдевте на вечерашното интервју во Телма телевизија. Јас ќе направам овдека прва пауза за реклами, па да можеме целосно овој блок од повеќе аспекти да го завршиме. Добро. Да, се враќаме назад. Председателе, од седницата на 18 август за почеток на процесот за уставни промени, поминаа 54-55 дена во кои председателот на собранието Талат Џафери под чудна одредба деловничка го држи замрзнат првиот момент на гласање, а тоа веќе автоматски значи дека сите рокови до ноември да го завршиме процесот кој бара дополнително време, не е закажано ниту следната недела некаква седница и гласање, ги поместува сите динамики кои што власта ги очекуваше, зошто би требало да влеземе во овој процес, кога да го завршиме и што добиваме од тоа. Прегледувајќи ги вашите изјави, можам да речам дека во делови не разбирам што всушност точно сега председателот би мислел, но дали ова потрошено време за вас сега е веќе сигнал дека работата мора да се затвора, бидејќи целите тешко може да се исполнат и дека сега сте поблиску до првата оценка, прилично песимистичка, тешко дека ќе стигнеме до 80, па потоа благо лавирање
може би е известно во некаков процес на непосредно објаснување да се стигне, за сега да стана јасно дека таа приказна веројатно е потполно во ќорсокак. Јас сум единствениот од ова актуелна политичка гарнитура кој година дена на нас зборува дека ако направивме проценка по изгласувањето на францускиот предлог во собрание, првите да речеме месец дена по изгласувањето, негде до крајот на август тоа лето, дека немаме шанса да направиме 2/3, тоа се гледа прилично брзо при консултација со пратеничките групи во парламентот. Во тој случај ние требаше да го тргнеме тоа прашање на страна и да се бавиме со многу повеќе со реформите внатре. Меѓутоа владата реши поинаку. Од тогаш до денес јас сум единствениот кој реалистично кажува дека не гледам од јавните изјави на актерите, бидејќи не учествувам во никакви заткулисни игри, не гледам никакво приближување на двата блока за да се дојде до таа фамозна бројка од 80. Денеска не сме поблиску од јавните изјави на актерите од двата блока. Денеска не сме поблиску до 80, тоа што бевме пред 2 месеци или пред 12 месеци. Не велам дека сега треба да се откажеме бидејќи тешко се приближуваат ставовите, меѓутоа факт е дека ние, по моје убедување, барем во јавниот дискурс, изгубивме страшно многу време, политички, бавејќи се со прашањето наречено Бугарија и бугарите во Устав, едно златно време за кое можевме навистина да го потрошиме и на други теми, а ова беше тема со која сите вие медиуми отваравте и затваравте вести или емисии дебатни, затоа што ние као политичари ви го сервиравме тоа како тема. Че навистина мислам дека изгубивме време за едно прашање кое бенејно по својата содржина и јасно што ќе значи ако го направиме, како чин, ако ставиме во уставот бугарите, бугарското малцинство. Меѓутоа, за жал, наместо да направиме приоритизирање на темите, ние година и пол скоро се бавиме само со Бугарија на политичката сцена и тоа е за жал тоа е изгубено време практично. За да не се престори оваа приказна во победа на лажните вести, тенденциозните инсинуации, јас не знам зошто се неподнослива леснотија, тоа само го констатирате, тоа во еден момент е всушност пораз на вашиот обид да аргументирате, тоа завршува во глува соба. Дали сега од временска дистанца сметате дека одлуката на владата, делумно претпоставувам и ваша, да ставите завет на молчење на процесот кога се преговараат, се фасилитираат некои делови од преговарачката рамка, некои разговори со Бугарија, вие решавате да бидете ексклузивни, да ја исклучите опозицијата потполно, за сега да ја трпите последицата од едноставна формулација. Не прашавте тогаш, не прашувајте сега. Едно големо не за секој обид сега да се направи пробив. Опозицијата... Дали всушност Бујар Османи требаше да црта на табла со креда минатата година, а не сега кога уставните промени влега во собрание? Значи, не ги знам обидите кои постоеле, не ги знам во содржина обидите кои постоеа од тогашната влада, па дури и од претходниот премиер, кога влегувавме у тие некои финални фази пред брусењето на така наречениот европски, односно француски предлог. Бидејќи моето практично учество беше само во завршната, бев информиран што се случува, меѓутоа практично политички немам координација никаква со тогашната опозиција, бидејќи тоа не ми е моја работа. Имав практично учество на Мадридскиот самит на НАТО, со францускиот претседател Макрон, со германскиот канцелар Шолц и така натаму, кога ги направивме тие 2-3 завршни модификации за кои сме зборувале долго и на широко. Она што го знам според информации од владата и од претходниот премиер, наративот, а тоа јавно може да се констатира, во изминативе 3 години најголемата опозициона партија беше анблок одбивање на било што доаѓа од Софија, а кој во еден момент не значеше само мора да ја прифатите комплетно нашата историска наратива. Второ, опозицијата во своите меѓународни настапи во Брисел, во ИПП, каде што се членики на моќна групација најбројна во Европскиот парламент, никогаш не излегуваше во рамки на таа групација со предлог како да се реши овој проблем, ниту во рамки на таа групација бараше поддршка контрапартијата на Бојко Борисов, кој е член на истата групација. Значи, тамо не се залага за нешто поинаку, полесно, за кое можеме да се договориме, за некаков компромис, ниту овде во Скопје, според она што го знам од претходниот и сегашниот премиер, праќаа сигнали дека се подготвени да прифатат ова е минималистички пакет. Ако земеме во предвид што имавме предложено од Бугарија во Брисел пред 3 години, јазик, идентитет, до 44 и 5 и администрација наместо окупација,
И доаѓаме сега само да ги ставиме бугарите во устав, кај што веќе имаме 6-7 делови од народи и плюс 5 треба да бидат ставени. Навистина станува збор за прилично мал пакет и никаква политичка цена која треба да се плати. Моите извори, моите контакти од владата велат дека дури ни за тоа ВМРО ДПМН не било подготвено да разговара. Зошто? Предпоставка е дека затоа што таа националистичка наратива со организацијата на протестите лани им носеше политички поени и тие имаа само една работа во нивниот политички дискурс. Следните парламентарни избори и доаѓање на власт. Нивните лидери тоа не го кријат, велат. Ние ќе размислуваме за промена на уставот и за бугарите внатре. Прво да дојдеме на власт, па тоа потоа. Добро. Имате доволно политичко искуство, сте учествували, сте воделе кампањи, сте биле присутен во некакви поставување на стратегии и предпоставам кога би биле во иста состојба како ВМРО ДПМН, потполно е јасно дека ако ви се даде шанса да имате чувство дека не сте биле дел од еден договор за ваков проект, сосема слободно можете да излетате во оваа поза, во тоа не учествувам, а при тоа на ум да ги имате следните избори и да успеете да консолидирате наратив кој сега во јавното мислење зафаќа повеќе поддршка отколку вашите обиди да објасните дека не е толку страшно, дека се заштитени некои од клучните прашања. Оливера, секој пат е полесно да продаеш националистичка наратива од ова што е поумерена. Јас не е шега, јас често пати во разговори со моите најблиски соработници велам ако јас се решам, јас не сум тој профил на човек и на политичар, да употребувам националистичка наратива и да зборам против албанците, бугарите, да бидам антиамериканец, така натаму, јас можам да освојам 700.000 гласови на било кои избори. Еве да ви кажам околу ова, обидите да се приближите кон опозицијата. Знаете и вие, и јавноста знае, знам јас за некои работи кои не беа јавни. Заев направи неколку обиди, еден најмалку беше јавен во парламентот, кога се обиде да им објасни кој е првиот нацрт на преспанскиот договор на тогашните пратеници на ВМРО ДПМН. Паметите тоа на седница во која не можеше да влезе секој без безбедносен сертификат, па на крај влегува и така натаму. Внатре, исходот од таа средба која беше затворена за јавност се беше одбиено. Значи, за Преспа, Заев направи обид, има другари, ова е договорено. Што мислите? Не чини тоа, не чини тоа, не чини тоа, не чини тоа. За да дојдеме сега, еден од најгласните пратеници во тоа време, на таа седница, кој одвај влезе, бидејќи немаше тогаш сертификат, сега вели Преспанскиот договор е реалност. И да нема никоја илузија дека ќе го менуваме. Станува збор, значи, за го викаат англичаните double track, двоен колосек. Едно зборуваш пред твојот електорат и пред јавноста, чекајќи да дојдеш на власт, и на крај ќе си легнеш на брашно и ќе прифатиш и Северна, и бугари во устав и така натаму. Тоа е она што се нарекува партиски интерес, а не државен и стратешки интерес. Значи, не може никој да му убеди дека оваа политичка структура на власт во владата свесно влезе во тој предизвик да ги стави бугарите во устав, знаејќи дека губи поени, и го туркаш, и ден денеска го турка тоа, и можеше да направи свич, да рече другари. Ова не оди понатаму, гледаме дека губиме на рейтинзи, овие добиват само на тоа прашање најмногу. Дајте и ние да почнеме малку да глумиме националисти македонски. Добро. Со малку порурални интерпретации можеме да ја превртиме тезата и да речеме колку денеска се чувствуваме разочарани, изневерени од СДСМ, дури на основната максима нема правда, нема мир. За истиот тој преспански договор, истиот тој кој што шетал на изборите велел не познавам таков, и вие истото сте го зборувале, кој што ви потпишал такво решение кое ќе значи уставна промена на името, па да речеме тоа не е ништо подразлично од тоа што ВМРО ДПМН сега едно зборува во опозиција, веројатно сака шанси друго да прави. Еве што е разликата. Значи, кога велевме сите ние, кој повеќе, кој помалку, кој почесто, кој поретко, дека не би се согласили никогаш на промена на устав, значи во тоа време го викавме ерга омнес внатре, ние во тој момент, од другата страна, и низ предлозите на Миници, и од предлозите на грчката страна, ние немаме македонски јазик и немаме македонско и македонец во договорите. Значи, до тој момент, додека не дојде Ципрас и не почнат тие разговори од Давос по понатаму, ние немаме апсолутно ниту еден грчки политичар или преговарач кој вели, дури имаме напротив луѓе кои велат на грчка страна, ова нема теоретска шанса да помине во парламентот во Грција. Имаме, да не го именуваме, постар еден грчки премиер кој пред 20 години вели, ја немам проблем да те нарекувам македонец. Ама во парламентот
Денешната владеачка партија во Грција не може при договор кој го признава да помине 3 протоколи за соработка преку гранична, меѓугранична, затоа што вели критични партеници ми се во Северна Грција, Солунскиот крај и вели заради нив може да ми падне власта и да ми се направи пуш во партијата. Оној момент кога Ципрас почнува да зборува дека ако вие одите со Трампа е позната грубо кажано, ако вие одите со Ергомнес внатре и за домашна употреба на Северна, ние можеме во нашиот парламент, што вие би дале ако туку така добиете све, а ние ништо, ние во грчкиот парламент ќе ратификуваме договор во кој стои македонски јазик и македонец. Тоа е разликата. Знам дека ќе станува се потешко да се објаснува, денеска имате се уште активен наратив дека Македонија всушност не ги почнала преговорите, дека се ова е една голема лага, дека СДСМ треба да носи одговорноста зошто се согласувал на некакви услови кога апсолутно знае дека нема 2/3 во парламентот, до едно поедноставување кое може лесно компаративно да се спореди. Македонија и Албанија во овој момент одат по потполно истата траса. Никој во Албанија не вели дека не преговараат. Никој не знае дали после скринингот Албанија ќе биде во добра ситуација, а може поради нашите одлуки да избори привилегија и да седне на втората меѓувладина конференција, иако претпоставам одредниците може да бидат дури и потешки во однос на владењето на правото, зашто тоа е суштината на втората меѓувладина конференција, а Македонија самата да се испише себе си. Што ви вели вашиот политички инстинкт? Продолжението на ова дебата на глуви, разјарени, кои се повеќе, како се вели, го разделуваат македонското ткиво, треба час поскоро да прекине. Што е попрагматично? Што е поздраво за иднината на политичките одлуки на Македонија, кои сепак треба да бидат на подолг период поврзани? Во една реченица која има два дела. Сосема накусо да не разберат сите, да не излезе дека филозофираме премногу, а нема потреба од тоа. И јас сум од една страна, и јас сум тој првиот, кој јавно рече јас сум за францускиот предлог, бидејќи тоа не ја руши Македонија. И јас ќе бидам до крај за тоа да ги направиме уставните промени час поскоро. Не бегам од тоа. Ако има денеска 80, ако има утре, утре. Гласањето на полноќ. Втората страна е, ако немаме шанса да дојдеме до 2/3, по цена да не правиме продлабочени рани во македонското етничко ткиво пред себе, бидејќи дебатата е тука, и дилемите се тука, и пизмата е тука, за жал најголема, јас би сугерирал, че ако, под предпоставка, не можеме ова првото да го направиме денес, сутре, задутре, не се држиме до рокови 30 ноември и 1 декември, овој период до крајот на годината, да ја мавнеме таа работа, ставиме ад акта и да му дозволиме на утрешниот парламентарен победник и коалиција да се бави со тоа прашање. Веќе знаете, со сила убавина не бива. Ако не можам да те убедам цело време, зборувајќи дека ова не е никаков проблем, како ќе ја руши ова државата, 7 народи имаме, ќе имаме 12, како ќе ја руши државата, и така натаму, да не навлегуваме во стара една македонско-бугарска дебата, која е јасна според мене. Во тој случај, зашто да ги продлабочуваме раните и да копаме уште подлабоко во македонското ткиво, кое тврдам, сум го кажувал јавно уште пред пар години, сега посебно, е најдлабоко исечено на половина, на средина од 90-та до денес. Ние вакви поделби интрамакедонски не сме имале од 90-тите. Инаку околу тоа дали треба да преговараш со другата страна, порано Грција, сега Бугарија, преку посредници, знаејќи дека немаш 2/3, знаеш, зашто си прифатил кога знаеш дека нема 2/3, ви кажувам изворно дека во моментов кога ние од наша страна владата вели да за преспанскиот договор во финална форма, Заев нема 80. Заев нема 80. Добро. Подосна стануваат. И сега, вие сте еден од условите поради кои сте определувале што значи за вас 80, колку што разбирам, формацијски пристап на политичките entiteti застапени во парламентот, а не модел Преспа 1 претворен во Преспа 2, затоа што тоа што Заев кога се договарал немал 80, создаде последици и рани од кои ми се чини тргна целата надолна приказна на СДСМ со еден вкус не се договаравме дека тоа може да оди на ваков начин. Председателе, ќе ми дозволиш да не се согласам со тебе. Ја мислам дека најголемиот пад на владеачкава коалиција, која ја бев дел 2016 како носител, прва изборна единица, претходно шарена револуција и така натаму,
не е почната и не е најдлабоко загазена со Преспанскиот договор, туку со падот во областа на владење на правото. Но рано почнаа тие калкулации, дури и пред да дојдеме до потребата да направиме на некаков начин 80. Јас имено се обидувам да сведочам дека ова беше една радикална поза во која тој граѓански круг никогаш не би се согласил дека било каква одлука која нас не пласира во НАТО или Европска Унија може да помине со таква и троштина и трикови кои беа направени за да се добијат 8 претеници да се затвори. Ако ми е јасно дека сега не преферирате модел, дури што и да значи тоа со секој пратеник поединечно, ми се чини дека сакајки или не, станувате дел од еден политички инженеринг кој што оди до таму да не натера да се прашаме, а добро, зошто ги поминавме сите овие кругови кога некако тоа и можеби требаше да заврши со аболицијата на Ѓорги Иванов, зошто бевме наивни, верувавме додека шетавме заедно во некаква шарена револуција, во многу епизоди подоцна, дека сега всушност завршува во еден заднински план во кој мора да учествува и председателот со своите отлуки и потврдувања. За каков план зборуваме? Кој што е план Б, кој што би требало да го врати или ослободи во некаков полн капацитет Никола Груевски дома. Со измените во КЗ, предпоставам. Па да. Па вратен ли е Груевски со измените на КЗ? А вие зошто не го имате негде видено Груевски у Скопје? Значи тоа се дозволи да не се согласам со основната теза. План А, план Б. Кај мене нема. Ја не сум дел од никаков план. Значи, кога ги чуем тие јаки анализи во наводници, дека станува збор за скриена амнестија. Председателе, внимавајте, во играриите на претходната власт ниту сте имали инсайдер, ниту сте биле информиран, вие исто така сте коментирале на што мириса оваа одлука на Уставниот суд, кои може да бидат последиците, таа сама по себе не ги произведувала последиците, туку потоа клиентите ги земале тие множности и ги создавале последиците. Нема, кажете ми, имаме месец дена закон во сила. Добра. Подпишан указ, објавен во Службен вестник. Кај е Груевски? Како е вратен? Кај е скриената амнестија? И сега да се вратиме на ова што предпоставам вие. Ама ве молам, не претерувајте. Ама не, вие се обидувате сега да шпекулираме околу тоа што пишуваат некои медиуми. На пример, што пишуваат некои медиуми? Кои се меѓу другото брифирани од опозицијата. Шпекулираат дека Груевски ќе се врати сега со некакво начално правно мислење на Врховниот суд. Па тогаш зашто се прави измените од КЗ ако Груевски беше доволно да ги усвоиме па да се врати? Ама не биле доволни за да се врати. Тоа сакам да ви кажам, ја оспорувам тезата дека измените на КЗ се направени за Груевски да се врати. Не е вратен. Ја не го гледам. Дали ќе има нешто понатаму? Сигурно и да има, нема да оди преку мене. Значи некаква варијанта у која план Б или С во која ја би бил, и знаете моите одрекувања неколку пати, дека некој мислеле дека може председателот и да даде амнестија, да го повтори тоа што го направи Иванов 16-та, ја им реков децидно во ниедна варијанта. Ако потврдувате дека вас ви пристапиле со барање, формулацијата е некакви безбедносни кругови блиски до опозицијата. Тоа е вториот дел формулацијата, во првиот дел е еве да бидам прецизен, иако од врвот на опозиционата партија најголема. Добро. Иако таму немој да мислите дека им владе идеално некое единство. Има луѓе кои би сакале да бидат калиф наместо калифот. Повеќе не можеме да кажеме. Добро. Добро е што знаете што се случува во опозицијата, ми се чини дека ви е потешко да разберете што се случува во владеачката партија. Јас мислам дека опозицијата најавува тврди дека знае што се случува и кај мене во кабинет, со оглед на тоа што го дели по медиуми и по амбасади наводниот стенограм од некаков си состанок, кај мене што никогаш не се одржал. Околу тоа кој кого следи и кој знае што се случува во другиот табор. Намерно користам формулацијата безбедносни кругови блиски до опозицијата. Ако се некои блиски до опозицијата, не се безбедносни кругови. Значи, постои една групација на луѓе која знаеме сите, да не именувам, имаме неколку надимаци во македонската политичка јавност, која беше активна и во нападите на собранието од 27 април, која беше истерана од безбедносните служби затоа што не можеше да добие НАТО сертификат. Таа групација е прилично блиска до раководството на опозиционата најголема партија, ден денеска, и тие прават многу работи. Божем, не се заедно со овие, меѓутоа се заедно, сите години, наназад 3-3,5 години, тие тоа го прават. Значи, тие имаат интерес, нивниот бивши газда,
предпоставувам да се врати, затоа што овој Новиов можеби не ги игра толку колку што тој ги играл. Тој е таа групација која знаеме сите, јавна е и има по некој процент ги најголема мрежа на ботови кои се работат на чисто антимакедонски позиции. Може би тој ви пристапил, дури можам да речам дека... Мене рекол преку посредници, мене директно никој не ми пристапил. Добро, ама тоа може да значи дека вие веќе процениле дека сте дел од некаква операција и дека може би полесно се завршува работата ако председателот даде аболиција. Ако председателот вели не, тогаш се активира вториот план. Добро. И тој не го исклучува Врховниот суд. За вас предпоставувам е важен аргументот дека по одлуката на Врховниот суд за транспортер само 2 недели откако Врховниот суд се изјаснил за аболицијата, адвокат поднесува иницијатива за ново начално правно мислење. Вие себе си не си давате време. Тоа е основното прашање. Зошто вие, како се вели, со европски светла во кабинетот, буквално за помалку од 24 часа го подпишувате указот за кривичниот законник, наполно убедени дека нема врска со ништо? Па кажете ми како има врска. Сега пред малку зборувавме. Значи, да речеме дека има врска. Со што? Зошто вие со враќањето на Груевски? Зошто вие би се согласиле да паднат најголемиот дел од предметите на СЈО токму се измените во 353 од кривичниот законник? Како паѓаат? Мене ме прашувате како паѓаат? Не, прашам. Тоа се медиумски формулации кои не се точни. Не паѓаат. Казните остануваат. Луѓето кои се бунат со оваа формулација дека ама како паѓаат, велат ама ќе застарат побрзо. Ај сега да се вратиме. Кога е направено се? 2015-та? Да. 2015. 8 години до сега. Да. Колку одсудивте вие по тој 353 као СЈО? Па пред 3 години ги префрлија нередовните обвинителства. А што одсудивте до сега? Малку ви беа 8 години. Кого прашувате вие? Не, прашувам ја, овие што се критичариве. Дали сакате 28 години да биде рокот за застареност? Јас сум критичар на поведението, председател. Не, ма дали треба 20 години за застареност? Вие колку до завчера. Вие колку... Да, така пишува во законот. Нема, зашто да биде 20 години? У која Европа го има 20 години и 40 години? Ама зошто вие ова не го поставувавте оваа прашање кога сите мислевте дека треба да се слави дека успеваме во процесен закон за јавно обвинство да ги залепиме и предметите на СЈО? Првиот коментар е: успеавме да ги спасиме предметите. Продолжувате да успевате да ги спасите. Ви цитирав изјава после пресудата на Страсбург. Кој ги спасил? Знаете дека ништо од тие не е пресудено до сега 8 години. Добро. Кој е пресуден? Само Мерцедесот на Груевски? Добро. Само тоа е пресудено и тие лежат. Гордана Јанкуловска. Добро. Значи, како... Не, знаете што? Ние мораме да се научиме. Најголем број одлуки на Страсбург се за тоа што не судиме у разумен рок. Не судиме. Ама баш ве чекав за ова, добро. Не. 25 години не можете да се влечете по судски коридори. Или имаш документи и аргументи за тоа или немаш. Со 353 ставот 5, со така наречената каучук норма, која све можеш да утрпаш. Па дали знаете дека сега работната група за кривичниот законник подготвува нов став кој ќе пишува многу попрецизно злоупотреба при јавни набавки. Сакате да расчлениме ставот 5 што пишуваше до сега? Чекајте сега. Освен што гласно ве го изразувам моето незадоволство дека имате право на тоа, експликација на председател кога подпишува вакви измени на кривичниот законник може да заврши на ниво на секоја реченица на Викторија Мадич која има право да брани некакви и дека единствената додавка на председателот е оваа измислица со апликациите во Страсбург. Председателе, дали сте прашале... Која измислица со апликации? Знаете ли кои се апликациите во Страсбург за судење во разумен рок? Кои? Се ви интересира секој случај? Не секој случај. Ама не се сите познати случаи по тоа што ние сме изгубиле многу за непознати луѓе од тука кои не се познати јавноста. Губиме најголем дел апликации кои што се од управните судови и од граѓанските судови. Тоа се процеси на денационализација, фондови, стечаи и се останато. Можно ли е да ни ја подценувате интелигенцијата и да сметате дека се што досега се прави во кривичниот суд, во долгото трајање на постапките, е всушност играта да биде судење во неразумен рок. Ама тоа не е, законот не произлегува. Значи, гледате сега. Ајде да видиме... вие скратувајќи ги сега што нема доволно време да ги осудат. Еве да ви кажам на сосема... Не, вие скратувајќи годините, сега вие нив им олеснувате на вистина како се вели да застарат предметите. 8 години ако не можеле да одсудат, нема уште за 28. Гледайте сега, дај да збориме за еден конкретен случај. Познатиот случај Мерцедесот... Од каде вие тоа го тврдите?
Ма еве ви го конкретниот случај, гледате, го знаете законското битие на ставот 353. Како председателе одеднаш вие се сеќавате дека ова е ситуација која не смее да се толерира ако не пресудиле за 8? Гледај, да не ги мешаме са фазите. Ја не се сеќавам одеднаш. Во владата се сетил некој да ова го предложи и со европско знаменце и да го бе. И тоа вас не ви е проблем. Па да ви кажам искрено, значи европско знаменце има за конфискација на имот. Значи, европското знаменце не е фул заупотребено, него е злоупотребено само во првиот дел. Има европска директива за конфискација и замрзнување на имот. И тој дел е правилно употребен. Гледате, еве го Мерцедесот на Груевски. По еден од тие ставови кој како е можно да го нема. Вели да прибавил имот на корист за себе, да го оштетил буџетот или да оштетил некој трет. Како е оштетен буџетот? Со возило кое е за од безбедносни резони се купува, не треба втор понудувач и ден денеска е во употреба. Како прибавил имот на корист за себе Груевски или Гордана Јанкуловска, а ден денеска го возиме кога год ќе дојде некој председател или премиер. Еве на 29 во Скопје дојде фон дер Лајен, ќе се вози во истиот Мерцедес. Че не можете вие во така наречени прилично еластични норми, да бидам културен, да ставате се затоа што не можете на друг начин да одсудите. Генерално нашиот правосуден систем, генерално има чест на секој судија и на обвинител, не можат за 8 години да одсудат врз основа на докази и факти. Па ја мислам дека во таа насока правното образложение на еден од најдобрите наши казнени експерти за казнено право Каледжиев е доволно. Вие не може да одсудите, стрпај ги сите тие предмети и сите се 353 злоупотреба на службена положба. Не. Така никој во овој момент не ве притиска. Тоа не е барање ниту од Брисел, тоа не е главната нотирана позиција која ги прави слаби столбовите за правда. И вие одеднаш решавате преку ноќ владата и на крајот вие со брзиот подпис, одеднаш да се сетите, па ако тоа до сега не се завршило, не мора. По истиот тој 353, став 3, Катица Јанева е осудена на 7 години во прилично брза постапка. Значи можело. Овие предмети што стојат, вас ви апсолутно јасно, стојат поради политичките мешетарења, кои не прекина и кои се причина за незадоволство. Значи, ајде да ја продолжам вашата теза. Значи, поради политички мешетарења, притисоци и после 7-8 години не може да се завршат тие предмети по 3 пати. Да ја земеме за точно. Ако оставиме уште 20 години поради политички мешетарења на ова или следната политичка гарнитура, ќе бидат завршени. Значи, не можеме ние со тоа што ќе ставиме рокови кои траат со векови, да очекуваме да дојде некоја политичка гарнитура која нема да ги прави тие мешетарења. Еве да ви кажем уште една ситуација, значи повторувам, не ги знам мотивите на владата зошто сега. Зашто само тој дел од работната група се влече и вика овие неколку членови ќе бидат променети. Добро. Меѓутоа еве компаративно не знам за европското знаменце. Не дека не треба да ве интересираат мотивите на владата. Ама како може да ги знам мотивите ваши, тоа е интимна работа на човек. Значи во образложението на владата стои дека овие измени ќе бидат дел од цел еден нов концепт кој што ќе покаже нова стратегија или нова, како се вели, нова корекција на затворските казни. Добро. И кај тука лошиот мотив? Председател би можел да смета, зошто тогаш не го видиме тој нов концепт? Еве работната група најавува дека скоро е готов Еве да видиме сега, значи околу тоа многу коментирано. Дали во европското законодавство постојат такви работи? Со вето не овозможивте. Што, другиот ден да ми го донесат на подпис повторно, со истото мнозинство. А што ви е вас проблем? Што немате време за подпишување? Ама не, сака да ви кажете дека ја ќе го, па не, јамам суспензивно вето. Таа брзина со која парламентот би го направил повторно истото, а треба да гласа со 61, јасно ќе алоцираше одговорноста. Вие се согласивте со експресниот подпис да ја поделите одговорноста и во образложението, еве што сега ми го кажувате. Што каква одговорност? Зашто одговорна? Затоа што застаруваат случаите сега за 8 години, а не за 88. Гледайте, еве го европското законодавство кој правниот тим кај мене го одработи во 353. 353 не постои во 19 земји од 27 на Европската унија. Добро. Значи не постои. Дали знаете во регионот кај нас бил во употреба? Ама бил во употреба од комунистички времења, не спорам ја тоа. Меѓутоа, дали знаете во регионот каде најчесто се суди по 353? Кога јас и вие сме стоеле пред СЈО, по сомајците СЈО, вие знаевте дека поднесувате обвиненија по 353. И тогаш тоа не ви било реликт од комунистички. Ние имавме снимки и понатаму политичките фактори и власт и опозиција се согласија да не ги објавуваат. И се согласија да бидат само индиции, а не и докази во постапка. Знаете многу добро.
Значи тоа вие не сме знаеле кога сме седеле пред СЈО дека ќе биде ваков договор да не се објавуваат снимки и снимките на кои апла се слуша кој кому што вели, тоа да не биде доказ. Така ли? Не. За некои од обвиненијата снимките се доказ и ние зборуваме дека никаде не се доказ. Само се почетна индиција да почнеме да истражуваме. Значи, председателе, до оваа пресвртница никогаш никој не сакал да зборува во јавен простор дека од ова треба да се откажеме, готово е, не успеа, точка. Како не имате адвокати кои се врзани со двете големи политички групации, кои велат дајте да прецизираме, иначе овде можете се да ставите. Вашиот политички опонент можете да го ставите комотно во 353, особено во ставот 5. Знаеш како не зборувале, со години зборува. Нели тоа може да биде и против тежа на стравот, ако еден функционер знае што се може да го тангира, дури ваква бланкетна одредба и високо пенализирање? Работа. Бланкетна е која ви треба друга норма да ја појача првата. Значи ова е каучук норма. Вие може да ставите се внатре. Нели ви е чудно, нели ви е симптоматично? Можете да ставите, но на крајот мора да го докажете. Не, дали не ви е чудно? Видовме со Мерцедесот на Груевски стварно како е докажано. Мерцедесот на Груевски е еклатантен пример. Како можеш својот политички противник брзо да го отсудиш? Значи, гледайте, имавме снимки у кои се спомнуваат 15-20 милиони долари, наводни провизии. Нигде не сме во тие случаи, ама за Мерцедесот може. Помошникот за финансии у МВР 9 години затвор, Гордана не знам колку години затвор. Тоа ли е македонското правосудство? И се не им даш доволно време да ги отсудат луѓево. Само ова успеавте да го отсудите. Кои се доказите за ова? Која е штетата по буџетот? Па безбедносни возила не се даваат на јавен тендер. Имено затоа што треба да има специфични безбедносни карактеристики. И за ова како се вели, тогаш кога паѓа пресудите, скоро никој не се дрзнуваше од политичката елита да зборува. Дали вие лично ја разбирате лутината на поголемиот дел од луѓе кои гравитираат со некакви експертизи во невладиниот сектор кој се бави со овие прашања и кои чувствуваат дека председателот мораше да го почувствува моментот да даде шанса да консолидираме некако јавната дебата, можеби да се изврши притисок до парламентот и дека председателот од само нему познати причини го сврте грбот на тој процес и дека додека тие пишуваа соопштенија во Blueprint групата, председателот веќе го потпиша законот. Не, стварно мислите дека ова беше пресвртна точка во која ние ќе ја вративме правната држава која сега ја немаме, за жал, назад? Да ја прашам сите тие што критикуваат по овој повод и го прикажуваат како прашање зошто ваков издвоен еден член кога веќе е скоро готов новиот кривичен законник и зошто вас не би сосема поинаква норма у тој член. Ваков став 5 нема да постои во нивиот кривичен закон и ја знам работната верзија. Добро. Разговарате со професорот Камбовски ќе ви каже. Злоупотреба на јавна набавка, ама со елементи кои мора да се докажат. Со друго законско битие. Не ова направил штета на буџетот, како направил. Сега, што е разликата да сочекате да дојде кривичниот законник и да разрешиме некој Ја не предлагам, ја немам законодавна иницијатива, ќе прашате владата зашто предложила сега. Ја ви кажам што ми дојде на маса да потпишувам, ваква работа нема ни во Германија, ни во Франција, во 19 држави нема ваков член. Немојте да ме терате за мотивацијата да зборувам на владата. Сигурно имале некои мотиви. Не ми ги кажале, не ми интересираат. Не можам да кажам, ја мислам дека вие тука подготвувате враќање на Груевски, така ми се чини и ми се сонило, затоа нема да го потпишам. На ниво на правни аргументи. Човек кога сака да се одбрани, да го направи тој чекор за да легитимира својата позиција, вклучително некаква морална поза, може да се послужи со меѓународни конвенции кои ги подпишала Македонија, ви давам една листа, конвенцијата од Палермо во кој што државата се обврзува или државите се обврзуваат во Обединетите нации дека дури ќе ги засилат мерките и висината, како се вика во случај кога се избегнува правдата. И ако сте сакале, сте можеле навистина да составите едно образложение кое може да ве брани до точката да го вратите законот во парламентот. Вие може да цитирате колку сакате меѓународни конвенции, меѓународна пракса и пракса во најдемократски држави во светот, меѓутоа притоа мора да имате аргументи за да ги убедите луѓето, прво себе си дека сте во право, па и другите луѓе. Че овде не станува збор дека ја цитирам само ради цитирање документи меѓународни. Ја ви кажувам дека ако во најдемократските европски држави нема ваква каучук норма во која можеш да го ставиш својот политички опонент и да го местиш како сакаш, долга низа години, па да ви кажеме еден пример во кој нашиот правосуден систем околу судење во разумен рок. Знаете што е проблемот? Таму каде што немале ваква норма,
институциите делуваат според нормите кои што им се на располагање во кривичниот законник. Добро. Штетата настанува кога Македонија ја имала нормата, нормално дека ја користела и дека моментот на пресек од сега не мора да ги има содржано елементите на пресметка на штетата. Ама и тоа имате- особено имате- на предмети за кои вие тврдите дека се ќе направите до нивното конечно Не можете да правите тоа, лидерот на опозицијата сега го прави, кога ќе дојдеме ние на власт, вели сите вие ќе одговарате. Тоа не е моја работа. Тоа не сум Слободан Милошевиќ да ветувам нечие апсење. Значи имаме 400 и кусур кривични дела. И вашата партија во кампањата викала ќе си лежите така да... Која партија немам, јас не сум член на Таа ниједна што ве политичка поддржувала партија. во Ме поддржува кампања. 31 политичка партија ме поддржуваше, не е само СДСМ ако мислите на тоа. Значи сум учествувал, сум поддржувал. Ако нема во германско законодавство, зашто би имало во македонско? Ако има 400 и други и кусур други кривични дела, и тие ти се малку да ги отсудиш овие злоупотребувачи на буџетски средства, и ти само по 3-5 ги судиш. Дали знаете кај има највише случаи на 3-5 во регионот, во Србија? Председателе, вие се однесувате како тоа таму нешто да се случувало во судот, тие се една затворен замок кој што си дели правда по свое, а не дека последиците зошто овие предмети не се завршени се долгите политички екстензии на разочарување на поголемиот дел од јавноста, дури и од овие кои сега се владеачки. Значи станува збор за политички влијанија од политички Така. центри, економски центри, Така. на да сме прецизни, кои ќе продолжат, ако е тоа така, знаеме дека во многу случаи за жал е така, тие ќе продолжат независно каква е правната норма. Да имате уште 3 пати поостар закон, политичките мешетарења ќе продолжат бидејќи судиите тоа или не можат да го истрпат или се согласуваат да го прават. Че разбирате, во Македонија во многу области ние сме на дното на Европа, зборам за Европска унија, при било која споредба затоа што не ги применуваме законите. Значи законите се во многу области слични со европските. Не ги применува. Овие политички мешетарења ги нема во Норвешка, ги нема во Шведска, ги нема во Франција. За тоа зборувам. Чи не можете со тоа што ќе речете не, нека остане овој закон, а при тоа продолжуваат политичките мешетарења. Знаеме дека продолжува. Од било која страна, да не се лажеме. И порано, и денес, за жал и утре. Таа опција да се врати азилантот, процената како негова политичка мисија, тоа ќе биде врв на лицемерието, дека човек кој што требаше да одговара, не само што ќе биде слободен, туку всушност ќе се врати за да обави политичка мисија на прилично капитулираната владеачка гарнитура, која само во тоа го гледа сега излезот за некакво... Како ќе се врати? Молам? Како ќе се за Груевски зборува? Пред малку почнавте да зборувате дека читате негде опозицијата каде Не, префирала велат, вакви меѓутоа такви тоа го извори. зборува, да споредам дека и за КЗ велеа така и Груевски месец дена не се врати. Груевски има реална полза во добар дел од предметите со казе. Ама се врати ли? Така. Па не беше ни планот дека ќе видите, се врати. Ако му е за 3-5-3 во однос на службениот Ма Мерцедес... не може 3-5-3, не може 3-5-3 да заврши се. Човекот има и по други Се согласувам, значи нема враќање. Така. И начелното правно мислење на Врховниот суд на вистина може да го врати. И тоа е веројатно финалето на операцијата. Ако тоа стварно некој мисли да го направи, од судиите на Врховниот суд, секоја чест. Немам коментар. Не, вие како тоа би го разбрале еден ден да се разбудите и да речете, па добро, сите овие кои што мислев дека потполно лудо работат нечии сценарија, всушност биле во право дека... Пред 2,5 години мислам дека почна некој муабети на таа тема, наводно, некој во Врховниот суд наводно, така размислувал, уште пред да биде земена во процедура овој предметот во Хаг, во Страсбург, и ја имам и јавна изјава, по еден настан ме праша што мислите, ја, ако паметите може да ја вратите, велам, имам една порака до тие судии дека времето на Груевски заврши. Да знаат дека живееме во нова политичка реалност во која не е еден човек по телефон да ти диктира тебе пресуди и затвор, како велеше еден од нив, 8 години од понеделник апсам. Значи, јасен е мојот став, јас сум го кажувал и ќе биде уште појасен ако не дај Боже тоа се случи. Ама тогаш вие сте изолиран наводно, не заврши тоа. И тоа е големото разочарување. Во која смисла не изолиран? заврши тој пакт помеѓу политиката и судството. Само Добро, се разменјате втерчињата. Се разменјате втерчињата и сега тоа погрдо дури изгледа затоа што борбата е без ракавици, затоа што тоа не може да биде тивко организирано, зашто ова сепак не е премногу авторитарен. Не мислам дека е погрдо, значи не велам дека нема тоа и тоа. Како Не, грдо е затоа што е појавно и потранспарентно. Појавно е затоа што во тоа време немаше слобода на медиуми, јасно, Така. не знаевте што се случува, иначе да беше брутално, беше во тоа време побрутално. Овде не е ќе олеснување, меѓутоа тоа е Овде ќе направиме квалификацијата пауза моја. за реклами.
Председателе, додека го споделуваме чудењето, дали е воопшто возможно Врховниот суд да одговори на иницијатива, а има законски рок во кој до крајот на годината би требало да одговори, и тоа е повторно враќање на темата за аболицијата на Иванов. Министерството за правда на владата и доставува нов закон за помилување, во чија што изработка јасната позиција на кабинетот на шефот на државата е никаква аболиција, затоа што според уставот таа се уредува, тоа овластување на председателот се уредува со закон, законот да ја исклучи можноста шефот на државата да помилува пред да заврши правосилно судската постапка. Иако тоа може би е популистички добар одговор на кризите што ги предизвикуваше злоупотребата на тој инструмент, но каква е логиката, председателе, да се откажете или на председателот во следниот мандат таа можност да не му биде на располагање и едноставно да ги трошиме ресурсите на судовите, да чекаме да донесат пресуда, иако знаеме дека председателот има намера да го аболира тоа лице? Не може да знаеме дали може, додека трае постапката, некој председател да аболира некого. Гледайте, спомнате неколку случаи еклатантни во кои уште пред да започне постапката или ден-два по нечие апсење од очигледни политички причини во тој период, тогашните председатели решаваат да ја прекинат постапката, бидејќи на тоа имаа право. Са при тоа имаше уште една измена на законот 2009 во која владата на Груевски рече не можете самостојно да го правите тоа, треба да почне постапката од Министерството за правда. Мојот став е, знаејќи ги тие работи дека се случувале и дека може да се случуваат, мојот став е нека ја заврши судот, иначе првичниот мој предлог беше во прв степен бар да заврши постапката, нека ја заврши судовите својата работа, кога ќе може да се види нависе јавни судења, ќе може начин да се види дали нешто е монтирано или има политички притисоци, токму вака да заврши. Инаку, кој е тој што знае дека во првите ден, два, три, имавме такви случаи, дека тоа е, политичка намештајка е тоа. Затоа реков, би било пофер да ја немам право да помилувам веднаш, да аболирам веднаш, туку тоа да биде макар после првостепената пресуда, кога ќе се видат некои работи многу појасно. Мене ми е јасно дека е необично председател во мандат, кога сте, обично сакате да добиете повеќе овластувања, не наместо да давате тоа што веќе го имате, меѓутоа во овој случај сакав да дадам шанса на овој каков што е во моментот правосуден систем, да истера макар во прв степен било која постапка пред јас или некој иден председател да каже, а овде работава е политички монтирана. Знаете, сме имале, да не ги повторуваме, познати се тие случаи. Не имаше еден случај, да не спомнуваме почината. Не секогаш аболицијата се дава само затоа што некаде постои политичка монтажа, но може реално овој инструмент распореден. Имавме 2003 година, памтам, имаме да не спомнено, не тие ги помнам. Од аспект на национална безбедност, да не се пробијат некои работи, и тогаш беше прекината постапката, дури и пред да биде апсењето на таа личност, да речам, и тоа да не се враќаме на тоа време. И тоа, перцепцијата на јавноста во такви ситуации е дека вие се земате премногу моќ. Јас знам дека од првите 48 сата дека е таа работа штелувана. Ја реков дајте да почне постапката, макар у прв степен да заврши и ќе се види, не само јас, сите ние ќе видиме дали таму има замешателство политичко или од економски центри на моќ. Предпоставувам дека тие права ќе ги ужива председателот од следниот мандат, односно ќе му бидат одземени тие права кои што сега може да го донесат и сега пред избори, не знам како им е тајмингот во собрание. Законот. Тоа би била логика ако му треба на Пендаровски како една пристојна слика од што сака да се откаже председателот. И ова е всушност врската со темата. Зошто од позиција на избран председател, чија што номинација првата наспроти Ѓорги Иванов не успеала. Втората номинација завршува со председателски мандат. Би имал потреба волку долго да проценува, како што вие велите, сакам да ги видам анкетите, сакам да ги видам потенцијалите или шансата. Тоа го исчитувам, сакате да видите во каква кондиција би биле евентуално клучните поддржувачи СДСМ и ДУИ. Но председателе, тоа толку ја хендикепира сцената, да ние не добиваме една пристојна ситуација во која
тој што е шеф на државата всушност седи во столицата и би било сосема разумно на крајот на својот мандат да биде првиот што ќе соопшти јас сакам втор мандат. Ви звучи ли пристојно дека во некакви анкети на Бихачка ве споредуваат, анкетираат, какви им се шансите со вас, какви им се шансите со некој друг? Таму се случуваат чудни нешта, оти сега имате потенцијално други кандидати што се замислуваат на таа позиција, а вие тактизирате со сопштеното на крајот на гриштата. Мора нешто да разбирате од како се вели движење на расположението на електоратот. Што е тоа што вие ќе го знаете во декември, а не го знаете сега? Еве што е тоа. Колку е потентна приказната? Јас сум петиот македонски претседател. Ниту еден од нас не станал како сосема независен кандидат. Да може да се случи, на пример, као во Хрватска со Милановиќ, да кажем, други европски држави, излегуваш практично без било чија поддршка, подосна ти ја даваат партиите или странките таму поддршката, и самостојно влегуваш во битка и ја добиваш. Стипе Месич пред 20 години од една минорна политичка партија со статистичка грешка рейтинг ги доби, комотно ги доби изборите. Значи, мора да имаш некаков личен рейтинг и мора да бидеш поддржан од поголемите политички партии, бидејќи ние такво општеството и македонски и албански. Во однос на мојот личен рейтинг ја немам никаква дилема, бидејќи ги знам статистиките. Мојот рейтинг во изминативе 5 години не е мрднато тоа што беше 2019. Нека не звучи препотентно, меѓутоа отприлика во тие параметри. Говорите за ова, каков е односот кон вас на поединечно прашање, позитивно или не? Дали ја одобрувате работата на претседателот, имате ли верба во претседателот и така натаму и така натаму. И вие имате најдобри резултати во однос, да речеме, на другата конкуренција, но во оваа така наречена листа на крајот која се составува кој е кој. На индивидуално ниво имам најголема поддршка и во однос на опозициони кандидати индивидуално мерени и на власта индивидуално мерени. Меѓутоа, без поддршка од големите така наречени партиски блокови не може да победите. Знаете дека тамо, за жал, посебно во најголемата владеачка партија, се случуваат крупни флуктуации по заминувањето на претходниот лидер, имаме нов лидер, за жал има серија афери во меѓувреме кои не ја зацврстуваат. Напротив, не ја зацврстуваат позицијата на СДСМ во генералниот електорат. Мене ми е тоа битно да видам дали тука на тој дел во наредните пар месеци може да има некакви гибања некаде нагоре, се надевам. Тоа што се сликаат Ковачевски и Заев одеднаш тоа ќе профункционира како кај нас дека добро е се во ред. Не можам да знам, значи јас динамиката на само ќе се насмееме дека тоа е стратешки тим, но политичка динамика ја одредувам јас. Политичката динамика на СДСМ, на ДУИ, на било која друга партија. Јас велам дека вашата политичка динамика би морала да има врска со тоа што очекуваме ние од еден претседател кој е избран со 440.000 гласови, кога тој треба да ги легитимира своите амбиции, кога да го ослободи СДСМ од тој тип сега на математики, роварање внатре, претензии и така натаму, и вас да ве сведе на некој кој што се наоѓа на листите во СДСМ, дали ни е добар за оваа трка или не. Дали знаете колку од 440.000 гласови, по некои анализи и проценки што ги правевме пред 5 години, се гласови од луѓе кои не се со политичка афилијација, не се членови, не се симпатизери на политичка партија. Околу 10% од сите, значи околу 40.000 гласови се од луѓе кои велат партиите не интересираат, никогаш не сме били ни членови на гласачи на некоја политичка партија, така што јасно ви е дека околу 90% од електоратот кој би ви дошол на конто утре, мора да биде менажиран од политичките партии, не само од една, две, три, него ме реков минатиот пат, има помали етнички заедници и така натаму. Идеолошки обоени партии. Нема да има ребаланс на контото. Тоа се обидувам да ве прашам. Зошто вие би размислувале до декември? Кои се тие трендови во кои гледате вие дека оваа приказна е поправлива, може да скокне во подобра варијанта и тоа за вас да обезбеди трка во која претседателот ќе може да го потврди својот мандат? Не можам од сега да проценам. Во тој дел, во тој сегмент од електоратот, трендовите не се добри, ниту не можам да проценам какви ќе бидат, не само декември, јануари, февруари, практично некаде би требало да биде почетокот на март формалното декларирање на кандидатурите и поддршката од политичките субјекти и од граѓаните. Во тој дел може би Дали тогаш имате разбирање дека скоро секој потек, овој што јас се обидував за кривичниот законник да ви го ставам во позиција на политичко средство за обезбедување некакви други цели, а ќе доаѓаат веројатно други епизоди за кои вие можете да се чудите, но немате право да ни се лутите дека во нашата перцепција делумно ќе ги поделиме и кон вас.
Во ред, демократија. Значи, додека вие чекате да видите дали тоа нешто може да се подигне кај СДСМ, може всушност скоро секоја ваша одлука сега да ја наблюдуваме од тој аспект. Колку водно сега во овој момент гледа кон Бихачка и Мала Речица? Не гледам, не. Значи не гледам во таа смисла. Не гледам во таа смисла, па спрема нив ја да се рамњам се како они прават, па ја да им го направам кејфот на тие, апсолутно не. Мислам дека дури таму каде што може би нема да има ваши одлуки или ваши коментари во јавниот простор директно поврзани со таквата теза, доцнењето ваше да ја легитимирате вашата поза на човек што седи веќе во тој кабинет, може да ве доведе во ситуација да ве наблюдуваме како некој кој што калкулира до последно за да добие номинацијата од овие две клучни партии. Значи, можам да ве уверам, многу пати сум го зборувал тоа. Мојата следна номинација, ако ја има, и кандидатура ќе биде примарно потпрена на граѓанска поддршка и ќе биде со поддршка од така наречениот граѓански сектор. Не мислам само на невладините, него на луѓе кои реков предно, кои не се врзани со ниту една политичка партија, бидејќи самиот сум тоа, никош сум член на ниту една политичка партија и нивните размислувања ми се значајни. Че велам, не може без политичките партии, меѓутоа многу ми е битно и ова. Конечно, ако барате некаков дециден одговор, не е крајот на светот ако не се кандидирам воопшто за втор мандат. Не велам. Но вашата проценка ќе зборува многу и за капацитетите на тие што треба да застанат. Има една во тој сегмент има една друга теза која ја слушам одамна, вели во некои други држави, Америка на пример, 2 години пред изборниот ден, па сите почнуваат со кампања, ги знаеме кандидатите, ги проценуваме. Да, за кандидати кои се нови у политичко поле. Кои се нови во политиката. Јас сум 25-6 години и кусур, луѓето ме знаат и сега да ви кажам со време, сега да знаете јас сум тој. Мене ме знае македонската јавност, ги знае и другите потенцијални кандидати. Најточниот одговор е дека процедурата во Америка е сосема поразлична, едноставно затоа на време го декларирате, ниту е Џо Бајден нов, па исто така и тој. Инаку постојат и обратни примери. Еве на пример сега партиски избори беа во Грција, главната опозициона партија од нигде никаде дојде човек и ги победи, буквално дури не живееше во Грција. Последниот 10 години. Немаме време, сосема сме на крај. Можете ли само да ми дадете краток коментар? Дали за ова што во моментот се случува Израел-Хамас и реакциите кои што прилично внатрешно изгледаат конфликтно, неможност да се говори европското лидерство, покажуваат всушност колку Европа на предизвици, едниот е на граница, другиот е исто толку релевантен затоа што се уште не знаеме колку се сега на таа приказна со Хамас ќе биде закачено, скоро дека не може да направи проценка во вистински момент како да речеме американците. Европската унија е специфична организација сосема накусо и да не се чудиме, имаме серија примери во кои направиле погрешни проценки и особено да не кажам беден менеджмент во менеджирање на тој тип на кризи. Европската унија наназад години и години не може да ги изменаџира жешките точки на Западниот Балкан. Дали сакате Република Српска, северот на Косово, така натаму. Нашиот конфликт 2001 година формално на хартија беа 20 специјални представници, меѓутоа сите знаеме дека американскиот представник го диктираше темпото на преговорите. Значи немојте да ја барате, особено немој да ја барате Европската унија на Блискиот Исток во овој спор, во оваа војна, во овој конфликт, затоа што Европската унија има еден друг структурен хендикеп. Европската унија секој пат, не само во Израел и пошироко е прецепирана као пропалестинска. Пропалестинска. Значи Израел не би се согласил воопшто да види било каков европски специјален представник. Таму по сите проценки престои за жал голема деструкција, големи губење на човечки животи и војна која ќе трае во овој момент проценките се минимум неколку недели, а може да трае и повеќе, па се до некаква окупација на Газа повторно после толку години. И тука само Соединетите американски држави можат колку ќе сакаат, колку ќе можат, тоа е друго, меѓутоа можат да се вмешаат во конфликтот и за жал екстра регионалните фактори кои што е Русија, на која и одговара и тоа како дефокус од она што го прави во Украина. Председател, нашиот термин истече. Избрав од повеќе теми да се фокусираме на оние кои што во овој момент изгледаат дека се во шпицот на интересот и можеби да рефлектират и објаснат некакви состојби. Не знам колку бевме успешни во тој напор. Не знам колку бевме успешни, меѓутоа мислам дека се концентрираме само на една тема, али тоа е ваш избор, не? Благодарам што бевте мој гостин. Благодарам. Почитувани останете на фреквенцијата на Телма телевизија. Пријатно.